Децата секојдневно имаат безброј содржини кои ги читаат низ книги и по социјалните мрежи. Но колку квалитетна литература им се нуди е прашањето на кое повеќето автори за деца забележуваат дека потребата од соодветни поучни содржини кои се достапни за деца е во се помал број. Во современата литература за деца и во младите автори се уште не сме наишли на автор кој што ќе ги исполнува тие критериуми кои што ги постави авторите во тие 70-тите и 80-тите години, кога навистина имавме творештво за деца со висок квалитет. Во денешно време имаме квантитет, но помалку квалитет во творештвото за деца. Дел од авторите кои пишуваат за деца го имаат истиот став, дека одговорноста, посебно кога се пишува за најмалите, е голема, но не колку и љубовта додека тоа го прават, бидејќи нивната љубопитност ги предизвикува сите да подразмислат за реалноста. Ето за деца се воспоставува диалог, искрен диалог, доколку и вие се прашувате доколку пишувате. На тој начин се отвараат многу прозорци на љубопитството, се отвараат прашања за настанокот на светот, на животот, она што навистина ние како возрастни се плашиме да си го поставиме себе си, а и на другите. Љубовта кон книгите треба да расте паралелно со детската насмевка. Родителите треба да ја поттикнат нивната желба да излезе на површина, започнувајќи со сликовници, учење преку илустрации, вежбање правилно читање и акцентирање на зборовите, се дозрели личности спремни да пробат да творат.